Госпоѓо Арсовска, вака ако продолжите, вашиот рейтинг иде директно кон нула. Ако треба шпицниот градоначалник да ушетам, да ви кажам искрено, воопшто не излегувам на терен. Градоначалникот успеа за година дена да се испокара со сите. Не е скарана само со тој кој што не го сретнал од Сабајли. Криминална и медарски расположена коалиција. Не, пак ми се чини дека некоја друга коалиција има тука, меѓутоа ајде. Ниту градоначалничката може да се амнестира од вас, ниту вие од нејзе. Не имаме алергија на меди корупција. Си ја вршиме ли работата ние? Мене не ми изгледа дека си ја вршиме. Господ нека ни е на помош на сите нас, почитувани граѓани. Ви благодарам. Победата на кандидатката за градоначалничка поддржана од ВМРО ДПМН на ланските локални избори беше на дополнета и со мнозинство предводено од ВМРО ДПМН во Советот на град Скопје. Од 45 советници колку што брои Советот, мнозинството го формираа 18 члена од ВМРО ДПМН, двајцата од Алијанса за албанците и четворицата од Левица. Во опозиција останаа СДСМ со 12 советници, ДУИ со 5 места и Зелен хуман град и коалицијата ЛДП Дом со по 20 членови. Трајко Славецки од ВМРО ДПМН беше избран за председател на Советот, а структурата на мнозинството се преслика и во распределбата на директорските места во градските јавни претпријатија. Една година подоцна, Славецки вели дека во Советот за секоја одлука поединечно се формира мнозинство, но и дека се уште смета на поддршката од Левица и Алијанса. Имаме мнозинство. Имаме 24 советници од 45. Но Па јас моментално не можам да проценам што е владачкото мнозинство во Советот, така да... вие како се дефинирате? Ние сме 4 советници на Левица кои функционираат просто по основа на продуктивноста на одлуките кои треба да ги изгласаме. Ние веќе дадовме изјава дека не соработуваме со ВМРО во градот Скопје, значи во Советот. Како действувате? Согласно потребите на граѓаните. Од друга страна, иако ДУИ доби 3 директорски места во јавните претпријатија, досега не е промовирана нова коалиција на власт во Скопје. Моментали шумецта ренукка. Еднодневниот штрајк во ЈСП беше кулминација на турбуленциите во локалната власт во главниот град. ВМРО ДПМН првично поднесе иницијатива за пренамена на дел од средствата од градскиот буџет за плати во ЈСП, која не беше поддржана од сите советници од градоначалничката, што доведе до тврдења за коалиција на СДСМ, едно крило од ДУИ и Арсовска. Со иницијатива проблемот не се решава. Проблемот се решава со предлог одлука. Ваква како што имаме денеска на дневен Што ред. значи ова коалиција СДСМ, едно крило на ДУИ и Арсовска? Тоа прашајте ги нив, навистина не знам што значи. Има таква коалиција? Не. Не. Навистина не знам што значи тоа. Славецки е поблак од реакциите на неговата матична партија ВМРО ДПМН. И што мислите, чиј градоначалник е се Арсовска? Кој стои позади неа во Советот? Па, видите, мислам дека и самата не знае. Нели, кога има поддршка од само еден советник, тоа е советникот кој што пребега од нашата коалиција, господинот Александар Трајановски, кој што е новоназначен заменик на градоначалникот од партијата ГРОМ. Велам, и самата не знае затоа што немајќи мнозинство во Советот, декларативно се представува како позади не да стојат граѓаните. Но во демократиите граѓаните не можат да бидат присутни или да учествуваат во носењето на одлуки. Ние сме советниците, представници на граѓаните овде. Советниците од Алијанса за албанците кои први го напуштија мнозинството што произлезе од изборите, исто така не знаат дали има мнозинство што стои за Арсовска. Искрено јас го немам одговорот и не знам како се мисли понатака, со оглед на тоа дека спрема тоа што гледаме од седниците, нема некое друго мнозинство за кое се збореше, а можеби потајно го има или можеби понатака и ќе се покаже, меѓутоа во случајов нема некое мнозинство градоначалникот на град Скопје. Од Алијанса прашуваат како може ДУИ повторно да се дел од градската власт, кога логиката на предизборните коалиции била заедно со СДСМ да се испратат во опозиција. Ки јако бев заменик градоначалник, нити имав од нејзе објаснување, нити имаше Алијанса за албанците објаснување зошто се поставуваат квадри и кој е договорот меѓу госпоѓа Данела и ДУИ.
Од ДУИ и покрај натрепартиските превирања, тврдат дека сите 5 советници од оваа партија делуваат заеднички и за дел од предлозите гласаат во интерес на граѓаните, а не за да и прават мнозинство на Арсовска. Инаку, тројцата нови директори на јавните предпријатија, улици и патишта и паркови Зеленило, како и на Средното економско училиште Арсене Јовков, се сметаат за припадници на огнената група. Ако велите вие дека сте опозиција, би било логично да не се прифаќаат функции. Drejtorat momentalisht është janë ushtrues detyra, të cilat janë të vendosur nga ana e kryetares së qytetit të Shkupit, pasi ajo është e pavarur dhe ka drejtë të zgjedh kuadro me të cilën ajo do të bashkëpunojë. Вие се согласувате што прифатија да бидат функционери? Unë mendoj që u ka bë një balans shumë i mirë, sepse në qyteti i Shkupit konkretisht ka edhe palë maqedone, edhe palë shqiptare, edhe palë turke, edhe palë bosnjake, edhe palë rome, kështu që është bë një mix shumë i mirë që të ketë prej gjitha pjesëve, domethënë. И додека траат препирките за медарски и непринципиелни коалиции, продолжуваат бунтовите во јавните предпријатија, меѓу кои најнов пример е водовод. Сакам да апелирам и до работниците, односно до вработените во овие јавни предпријатија, да не дозволат да бидат инструмент, односно маша на неколкумина поединци кои што сакаат да се вплиткуваат во политички пресметки. Чија е одговорноста ако продолжат проблемите со основните сервисни услуги на градот кон граѓаните? Градоначалник е неприкосновен во раководењето, таа назначува, таа разрешува директори. И градоначалник е најодговорен. Вие не чувствувате никаква одговорност за случувања во градот? Не, ние со жалење гледаме што се случува и правиме се што може да се разреши состојбата, но немаме ингеренции. А понатаму многу скептично, многу скептично. Верувам дека ќе се надменат себе си и мнозинството и градоначалничката, своите лични интереси, своите политички интереси и интересот за провизии да го стават на страна. Нам, граѓаните, не ни ја дадоа довербата за тоа. Според законот за локална самоуправа, градоначалникот има неприкосновен мандат од 4 години, а Арсовска се уште не е ниту на половина пат. Единствена опција за нејзина евентуална смена е распишување референдум, на кој граѓаните би одлучиле дали ќе ја разрешат, но засега нема најави од ниту една партија за такво нешто. Арсовска нема бланко поддршка од ниту една партија во градскиот совет, а нападите против неа се почести. Затоа побаравме да ги слушнеме и нејзините ставови на оваа тема, но таа не прифати да зборува. Дали мандатот започнат помпезно е на пат да заврши неславно.